Последиците од војната во Украина туристичката индустрија во земјава и регионот ќе ги почувствуваат доправа, велат од секторот. Според Климент Наумов, председател на Сдруженијето на туристички водичи Кео Дохрид, има најави дека одреден дел на туроператори од Европа веќе ги зголемуваат цените за аранжманите кои што се насочени кон Балканот. Бидејќи сметаат дека станува збор за еден несигурен регион. Војната во Украина е на две држави подалеку, така поминете Бугарија, Романија и веќе сте таму. И тие сметаат дека Балканот како еден голем регион може да биде засегнат негативно од таа криза и ги насочуваат своите клиенти, потенцијални клиенти на други страни. Како пример ја посочува така наречената балканска тура, која изминатите години беше доста атрактивна. Вклучувајќи ги Хрватска, Србија, Македонија, Албанија, Црна Гора и Босна и Херцеговина и повторно Хрватска и назад, 15-дневна тура е за 200 евра поскапа од 15 исто таква 15-дневна тура во Португалија и во Шпанија. Треба навистина нашите служби, надлежните органи малку повеќе да се насочат кон промоција и изнаоѓање на нови пазари. Зошто да не биде и рестартирање на оној емитивен пазар од далечниот исток. Значи, бевме сведоци дека до време на корона кризата Охрид имаше многу кинески туристи, малезиски, јапонски. Со слични прогнози експертската фела. Војната во Украина не е само пречка за развој на туризмот, туку е и причина за подигнување на цената на некои производи, како што е гасот, нафтата. Тие посредно влијаат и на развојот на туризмот и на платежната моќ на луѓето, кои што туризмот им е на некој трето место, така. Ако вие не можете основните потреби да ги задоволите, последно нешто на што би помислиле е да одете да престојувате на друго место. Иако годинава има зголемување на бројот на ноќевање на странски туристи, тоа велат не треба да не залажува. Истражувањата на Факултетот за туризам покажале дека порастот на туризмот во земјава е со послаб процент отколку во соседните земји. Дали е тоа причина за што тие имаат излез на море и така натаму, меѓутоа генерално се поорганизирани, имаат подобар капацитет да привлечат туристи и за краток период повеќе да го развијат туризмот. Ние каскаме во тој дел. Ако тие имаат проблеми, ние ќе имаме поголеми проблеми. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски.